Почитувани гледачи, завршивме со една тема, веќе сме подготвени да отвориме нова тема, меѓутоа нова тема во која е еден соговорник и неколку отворени теми. Една тема за која што всушност јавноста говори, медиумите пишуваат, е всушност договорот за коридорите 8 и 10 и како што е вообичаено во вторник работен ден во студиото е присутен колегата Зоран Иванов. Добар ден. Добар ден. Не може да не го одминеме ова прашање и со вас. Коридорите 8 и 10 очигледно во изминатиот период скоро 2 до 3 години, колку што успеав да читам некои материјали, го свртуваат вниманието на јавноста. Имате една ситуација во која вели дека е сомнително, дека може да биде коруптивно, имате друга јавност која вели дека чекайте луѓе, дајте да видиме прво да почне работа, потпишуваме договор 1,3 милиарди за да се направат тие патишта во државата и така натаму. Што гледа Иванов во ова? Шанса за Македонија или предпоставка за криминал? Предпоставка и првото и второто, нели? Шанса да, и двете се. Шанса е предпоставка. Се надам дека овие автопатишта... Добро, немаме дело се уште за криминал. Така, се надам дека овие автопатишта нема да се тркалаат по примерот на овие претходните, дека ќе оди нешто побрзо. Но јас сепак ќе се приклучам, простите, на терминот на толпата од това втората категорија која сака да влее оптимизам. И дека не сега гледа за каната дека може да се случи нешто лошо. Не сега се да видам заговор. Так. Замислете ситуација, седи една влада од кој има 20 на луѓе на седница и сите криминалци и сега се вика чека сделка 1,3 ќе биде можда 2 милиарди на крајот кој ќе се удри, нели последната ова кој ќе се сече траката, се едно. И сите нешто гледаат, нешто да украдат или меѓу себе да не се чуваат кој ќе украде и таков договор прават за да можат да крадат. Како злословничко здружение. Не влада. На криминалците не им треба такви договори за да крадат, тие ќе најдат начин за да крадат и вака и така. Нели голема корупција во Македонија во сите извештаи, а и ние сите како граѓани констатираме, иако за волја на вистината, ништо од корупција не видовме некого да фатат да седнат и да го на брзина осудат, да со докази и така натаму. Тук и таму нешто што се лечат како опашки од минатото време. Да, од претходните. Од овие афери сега, тука и таму нешто се по судски процеси. Значи сепак нешто се движи. Може би ќе застарат. Но не ми е јасно како највлијателните медиуми, како интелектуалци, економисти, познати личности во јавноста, па и цели едни органи како веќе ја спомнам антикорупцијската, вчера ви беше гостинка председателката Ивановска со сета почит, се ставаат на страната на оној бран на негација на се и се што. Например, она вели го побаравме, уште не ни го дале договорот. Не, вели дека има законски рок да го добијат. Мене не ми е јасно ни законски рок, ни незаконски рок, зошто е на антикорупцијска тој договор. Што ќе открие внатре? Ќе посочи овде има корупција или овде е можна корупција. Значи за мене јас така ја гледам. И антикорупцијска и ова агенција за перење пари и сите други и обвинителство и истражните органи, да завршам само мисла, ги гледам како органи кои треба да го откријат криминалот на дело, не како предпоставка. Ова како предпоставка е само една политичка мантра која не знам секој си има различни мотиви тоа да го прави. Се согласувам дека владата во оваа фаза на донесување на договорот беше максимално нетранспарентна и оттаму се оправдани за мене сомнежите. И тоа е само елемент повеќе. Завршувам, за сите органи, државни, агенции, надлежни, кои и пари примаат од нас граѓаните од буџетот, кои во овие години ништо не покажаа практично, не видовме ништо практично, освен пријавија некои што не пријавиле имот, некои функционери или некои советници примале 2 паушали тука и таму. Нели ништо друго крупно, освен констатации дека законите не одговарат и така натаму. Сакам да кажам дека ајде пуштиме да почнат да се градат автопатиштата и да ги фаќаме криминалците и сите да бидеме задоволни од тоа како функционира нашиот безбедносен систем кој ги штити нашите пари. Моето прашање нема да биде прашање со кое вие ќе разберете под контекстот дека сум адвокат на некоја државна институција или председателка, меѓутоа не е ни прашање кое вас ве поддржува. Прашањето гласи: што е спорно надлежен орган да го провери договорот за да докаже дека нема дело? Значи, што е проблем во постапката? Вака, јас не сум правник.
Така ќе биде симната тој превезот дека нема криминал. Но ќе го добијат, кај да е. Ја малку карикирам дека ќе го добијат, сите ќе го добијат, Сите ќе го добијат. освен тоа што ние нема граѓаните што немаме некакви сертификати безбедносни, тајните Ние не можеме да клаузулите видиме. што нема да ги знаеме. Но што ако го договорат, праша? Ќе докажат дека нема криминал. Мојата поента е, договорот е добра можност да им возвратиме и ние како граѓани малку на тие органи кои со години функционираат, а ништо капитално не испорача, наспроти големата корупција во држава, од најниско до највисоко ниво. Така констатираме. Така е. Сите и вербално, така и запишано во разни извештаи, па и во извештаите на Европската комисија. Ако е така, очекувам јас како граѓани од тие органи да не се занимаваат со лични работи од некој пријателски така натаму Например, во таа комисија има една пријава од пред неколку години за еден државен висок Функционер? Не функционер, толку колку не знам, располага со фонд, со буџет на државно предпријатие и сам си пишувал дневници, не знам, преку времени и така натаму, тоа сите го знаат. По основна наука, испитале точно доказите им се врачени и никому ништо. Значи, стои работата, на најмала работа. И сега они ќе откријат од 1300 колку ќе украде, не знам, Петко, Станко, Зоран, Слави и така натаму. Нека Не мислам дека сакам не е интенцијата. Сакам да кажам, ќе го видат договорот. Так. Може би требеле, ако веќе толку инсистира таа комисија или не знам ова, како се агенција за борба против перење пари и така натаму. Така е, ви собранието Кога го го правеле правеле. договорот, пред да го потпишат, требала владата да им го даде на тие луѓе кои имаат такви сертификати и приказната ќе беше завршена. Така е. И второ, ја мислам дека тоа требела, иако поканете опозицијата и да биде учествува и така натаму, ова се иде на малку се политизира работата, оди на таа линија. Прашањето е зошто никој не прашува, па ниту медиумите, дали е мода сега, ајде, нели ќе крадат и дај ќе стопираме се. Зошто никој од големите медиуми, од националните телевизии, не ја праша опозицијата, конкретно ВМРО, ДПМН, бевте поканети, зошто не седнавте? Зошто не седнавте? И денеска мислам дека ми е отворена таа комисија, тој контролен механизам, не влегува таму. Зошто? За да може медиумите да бидат искористени за некоја, претпоставам, политичко-партиска кампања. Прашањето поинаку ќе го поставам. Завршувам со оваа теза. Сакам да верувам дека институциите функционираат, или за овој пример не функционираат, еве им шанса да профункционираат, да демнат и на секоја транша на пари да видат каде отишле парите, зошто отишле, да го спореда со ставката од договорот. Јас малку лаички, нели, некој ќе реплицира, не е така, но од тие органи очекувам да го фатат Зоран, Славе, Петко, Станко, да речат овој го фативме со, како вели градоначалничката, со рачето во медот. Моето прашање следно е всушност, повторно ќе се добие призвук дека сум нечи адвокат, сега во случајот на мнозинството граѓани. Искуството говори дека власта во претходниот период правеше договори за патишта во кои што беше на 5% по телефон, 5 од 100. Ова психоза, каде што сите сме свесни, а вчера истото во разговорот го кажав и на председателката, познавам само двајца луѓе што не се корумпирани. Знаете кои се тие двајца? Јас и вие. Во такво општество живееме, во кое што практично секој го сомничи. Не располагаме со државни пари, затоа не. Не, можеме да украдеме ние приватни пари. Криминалецот не му треба. Поентата е психозата што ја создадовме веќе, каде што судството е на најниски гранки, каде што недовербата кон институциите е во секој поглед дискутабилна, каде што втор збор кој што луѓето еден со друг меѓу себе. Еден со друг. Каде ова повеќе ви го кажувам и социолошки, каде што луѓето кога зборуваат за некоја тема, каде што очигледно е виновно некое лице во министерство, во агенција, они викаат не ја бидува државата, не бидува нас како народ. Станува збор за една општествена параноја која е загрижувачка. А всушност не ги бидува нив на тие раководни места таму по институциите. Тоа не е еден човек, тоа е цел систем на размислување, тоа не е вообичаена работа, ние сите читаме вестници. Јас сега прашувам, докаде дојде македонското општество? Значи, тука ги повикувам психолозите, социолозите, психијатрите. Мора да се поработи на менталното здравје. Оваа случка со коридорите 8 и 10 според мене е индикатор дека ние сме во сериозен проблем кога се сомневаме во сите можни институции. Тоа е одлична констатација. Се сомневаме со право затоа што и ние граѓаните сме разочарени бидејќи ништо не се презема. Вие земете го, не знам, обвинителството. Обвинителството го има договорот.
Што ќе открие? Не може ништо коруптивно да открие додека корупцијата не се Опишан случи. збор. А тоа дека има можност за корупција, па има можност секаде за корупција. Секаде. Од фиктивни пишувани налози дека патувале негде, а не патувале, не газеле дневница, Така е. тоа е корупција на дело. Но таму има луѓе кај што не е еден инволвиран. Вчера спомнавте во разговорот свиркачи. Точно, дај да го охрабриме општеството. Не е тоа цинкарење. Секој во својата институција да си го контролира својот раководен кадар. Само така можеме по хиерархија да ја спречиме Ова тема би завршил институцијата. со констатацијата или оцената на Уставниот суд кој на иницијатива токму на Државната комисија за спречување на корупција покренува постапка за законот и Уставниот суд во најголем дел смета дека законот е во согласно со Уставот. Едноставно кажано за гледачите. И во делот во кој што кажува препораките што ги дава иницијаторот, во случајот комисијата, Уставниот суд вели дека ние не го пишуваме законот. Ние го оценуваме законот. Сака да каже, законот го пишува законодавен дом. Ако тој не сакал да предвиди такви клаузули, вие не можете да му кажете на законодавецот, напишете го, а ние уште помогнемо. И испаѓа дека овдека и правната култура, кога станува збор не само за комисијата, и за адвокатите, и за судиите, и за политичарите, генерално е на многу ниско ниво, првата забелешка, и втората, она што го каже и председателката Ивановска, што ме фрапира, каде што се повика, ја мислев дека таму кај што им ги спраќаат забелешките за предметите за кои што не покренува државата одредена иницијатива, пример обвинителството, мислев дека е вината кај нив од правен аспект. Испаѓа дека според нивното гледање на очигледни факти, обвинителството не презема действие. Околу тоа очигледни факти, не сум сигурен дека на очигледни факти очигледно кршење на законот. Ако ова е гарнитура не презема, ќе преземе некоја друга, па ќе обвини претходната зашто не презема. Тоа беше поентата дека битно е дека е документиран случај. Но околу случај. прашањето на Уставниот суд, некако мода е општа, ние никому, како што и вие од социолошки аспект спомнавте Младеновски, никој никому веќе не верува, нели? Па и високи функционери или општественици на разни позиции не веруваат на Уставниот суд, затоа што некоја одлука на Уставниот суд не кореспондира со нечие убедување. Но се согласувам дека одлуките на Уставниот суд треба да се на судот на јавноста, јавно коментирани, критикувани, оспорувани и така натаму. Но Уставниот суд е тој врв на крај да каже до тука можете, натаму не можете. Ја не велам дека таму нема луѓе што грешат, што не туркаат некои своји лични агенди или некакви можеби дури партиски политики, но се менуваат тие состави, се останува во документација и во историја. Утре ќе дојде некој славе таму, друг некој судија и ќе рече дека Зоран лошо се ја завршил работата, односно може и е корумпиран. Мислам дека и така заврши поентата и дури кога би ја ставиле сегашната председателка на комисијата да биде одговорна. Не знам зошто не ја спомнуваме често, јас сакам да кажам жално е таа комисија за колку години веќе постои и претходно и во овој состав, ние граѓаните очекувавме навистина многу повеќе. Меѓутоа системот очекувавме конкретни, те Уставниот суд не чини, те пратениците, те нема политичка волја, те не знам, обвинителството не реагира, а всушност дали немаат инструменти, дали не умеат, дали не знаат, ни еден круцијален доказ за мене, мислам дека премногу перцепирам како граѓани кои ги наблюдува овие работи, генерално, дека премногу се раширија, на премногу предмети, реагира за се и се што, од медиуми не се симнаја, а не испорачаја ништо конкретно, да кажеме, еве, си го оправда своето постоење, ова антикорупцијска комисија во овој состав, нели? Ќе видиме натаму. Да преминеме на нова тема и повторно доаѓаме до ситуација каде што е потребен сосема поинаков пристап од оној што ни е вообичаен за прашање кога станува збор за образованието. Се најавија одредени реформи на спојување на предмети, реакција од синдикатот во образование со забелешка дека бројот на часови ќе се намали, бројот на професори ќе биде голем и одеднашка одредена реформа станува и политички, и социјален, и економски проблем. Што велат вашите коментари сега на првично читање на овие информации? Дали сме соочени со повторно нова политичка игра меѓу одредени субјекти, каде што учениците ќе бидат жртвите? Ете, мислам дека ова е уште еден пример, а то прва ќе се развива оваа тема,
како не функционира јавноста во државата, како не функционира функционираат погрешно стручните лица, каде е фелата, каде се професорите, универзитетските професори, професорите во средните училишта, основните и така натаму. Министерството, Бирото за образование. Само простори вест во јавноста дека некои предмети се спојуваат, дека историјата, географијата и не знам уште кои ќе бидат заедно, скокаат историчарите, скока синдикатот вели ќе останеме без работа и така натаму, но јас тргнам од една друга максима. Во последниве, да речем 15-20 години, во сите истражувања исто така и меѓународни, македонското образование е на најниската гранка, не само во регионот, во светот, би рекол. Во Европа, тоа сигурно, дефинитивно. Значи најлош. Не слушнав ни од синдикатот, ни од Министерството, ни од универзитетот, ни од некој да рече чекај, стоп, што правиме, ајде реформа. Тргна пред неколку години, ми се чини Царовска беше, завршувам, министерка, со дигитализација, со современување. По Европа веќе има Google средни училишта, по тие програми работат децата. Ние не сакаме ништо да промениме и натаму упорно обстојуваме да бидеме најнеписмената нација во Европа. Без преземање никакви чекори, еве во оваа област образованието. И сега, предпоставам дека некој седнал, од негде ископирал нешто, го адаптирал можеби на наши услови, ама децата ќе научат ваква или онаква историја. Ама манипулирате, ама ова е со Бугарија проблем. Едно со друго нема врска. Ние имаме високо образование, имаме факултети, имаме универзитети, имаме институти по историја. Доволно е за мене тие дечиња таму во основно училиште, па и овие во средно училиште. Некој доволно да ги едуцира за да ги се интересира за некои области. Па утре на факултет некој ќе изучува историја и тогаш ќе ја земе целата историска платформа и ќе имаме такви кадри, некој физика, некој географија и така натаму. Вие не можете децата да останеме на оваа програма, а ништо да не менуваме. Значи, сакаме да останеме. Зашто? Затоа што сите наставници, учители треба да останат на своите работни места. Светот се менува, се јавуваат нови професии, има преквалификација и така натаму. Сега државата нормално избори ќе одат, века никој не сме да остане без работа. Па ако некоја фабрика пропадне и таму 1000 души остана без работа, одат на завод, па полека се преквалификуваат, можат и не дел од наставниците кои губат часови да им помогне државата, да има такви програми, утре и подобро можеби да заработат и подобро да живеат отколку да се нервираат со некои наши невоспитани деца и внуци. Во интерес... Малку карикирам, само сакам да кажам дека не сме веќе да стоиме. Мора да се движиме, но тие реформи мора да се јавни, транспарентни и подкрепени со наука. Во интерес на разговорот, го гледам и часовникот, сакам да отворим уште една тема, меѓутоа едно прашање за оваа тема. Во ова студио, членот на самостојниот синдикат на образование Владо Димовски излезе со податок дека 1600 наставници, значи наставен кадар, не се тоа вработени во образованието, се со несоодветно образование. Дури рече дека добар дел од нив се средно се. Тоа како аргумент во тезата дека еден синдикат или некој од синдикатите ги знаат состојбите, укажуваат на проблемите, но се немоćни, очигледно дека ова не е проблем веќе на синдикатот, туку проблем на министерството. Но клучот не се наставниците, клучот се децата и нивното образование. Ако од тоа тргнеме, треба да видиме што на децата им треба, што е современо образование, вклучително и со ова дигитализацијата, што е за нив. Само за момент. На тие програми да се адаптираат. Сакав да кажам, синдикатот може да ги бара како што е негова природа на постоење, да правата на работниците. Да. Државата преку институцијата министерство е должна да направи предлог, да направи програма, да го стави на увид на јавноста. Како може едно министерство, пример, да излезе во јавност со некакви реченици од тоа што прочитав и јас. Наводно ова се некои реформски потези од претходната министарка кога била. Што е битно, да. Не, сакам да кажам, не можете еклектички да земете од овој ќе земам, од овој ќе земам, од овој ќе земам. Како да редите пузли, да. Како да правите Франкенштейн, како да правите. И нормална е реакцијата на не сега на наставниците или на синдикатот. Нормална е реакција дури и на родителите. Тоа е исто со договорот од првата тема, нетранспарентноста на државните институции проблеми во функција. Но има една друга работа. Кај нас се создаде еден амбиент, една политичка клима, што на почетокот е недоверба, никој со никого. Кога се прави реформа во здравство, во образование, во некој други култура, во обштествени области, мора власт, опозиција, сите политички чинители без овој во тој момент каде се наоѓаат, утре ќе дојдат другите на власт и ќе ги уживаат придобивките на една по-благопријатна клима за одредена област, дали е тоа образование, здравство и така натаму. Значи,
политичка волја, кога ќе речат веќе тој Тоа е термин. банално станува, меѓутоа е Но вистината. мора политичките фактори да се одговорни власти и опозиција и да најдат начин да Барем разговарат за со ова овие теми, прашање. за да ги поддржат експертите, да ги слушат експертите и да ги поддржат заедно. Последната Не тема може вие заради не 1000 амандмани ќе ставите и ќе да и ќе блокирате пропадне, нешто ќе или пропадне. ќе разговарате ова. Така е. Тоа говори и за некои други елементи да не се оддалечувам сега од концептот Прашањето е до општата политичка Така. и општа култура. Мислам дека и доволно кажавме на гледачите за да го свртиме вниманието дека всушност крајно објективно и неутрално кога се анализира некоја состојба не лежи вината само на една страна. Мислам целта и на овој диалог да се дојде- во јавноста поттикнеме и спротивни мислења, ставови. Да дојдат они до решение на крајот на Така е. пиштата. Третата тема за која што сакам да говориме е однесувањето на еден многу битен субјект во општеството, барем според нивниот сајт, што прочитав се клучен сајт во државата, Стопанска комора на Македонија. Значи над 50% во секој поглед, фирми, капитал, размена, стоки. Одеднаш овој субјект дојде во ситуација да биде посилна под наводници од владата. Каде е приказната во ситуацијава на представниците на крупниот капитал наспроти синдикатите или работниците? Или како мисли овој крупен капитал да се постави во играта со владата? Во Македонија не знам дали можеме да зборуваме за некаков крупен капитал. Ќе дојде утре некоја Coca-Cola овде или некој Microsoft ќе сруши во еден миг се во однос на сега има на капиталот. фудбалски клуб од Европа има поголем буџет од Мислам државниот дека буџет. нека ми простат на израз, мислам дека пред минатата недела упатија некој писмо до владата, бараат партнерство, соработка и така натаму. Не ми јасно комората и тие стопанственици какво партнерство бараат со влада кога тие се на две столици различни. Не може. Тука има уште еден партнер социјалниот што го заборава. Така е. Значи владата дај ги ти ова немој за фаќањата, помогни субвенции, ваму струја едно друго, а тоа за социјалата мисли си на избори ќе видиш, нели како изгледа. Да. Не може, значи не случајно е тој трипартитен совет. Второ, Значи има три интереси. Господата вчера има некоја седница околу енергетика, владата не им давала струја, не им помогнала, ги уништила и така натаму, пари давала на граѓаните, ајде да ги оставиме граѓаните тогаш во темница. Ова е зима, наспроти сите стравувања, никој во Скопје не остана без парно, никој во Македонија не остана без ден, без струја, никој не остана без не знам кои беа таму други субвенции, сепак нешто се работи, ќе биде греф ако речеш нели ништо не работела и сега кука стопанственици, нормално тешко е секаде, се жалат и во Германија, се жалат и секаде ова сите кризи, прво ковидот па енергетската на крај ова војнава со Украина и рускава агресија, направи тектонски пореметувања, значи цели и сега што може владата плюс да направи? Може да седне и да разговарат, но да бидат реални. Кога ќе си признаат нашите, не од оваа стопанска, од сите стопански комори, стопанственици, ние земавме само како пример. Кога ќе признаат дека практично тие ги напудија македонските работници да работат во стражата? Според условите или само заради платата? Со тие плати, така. Па сигурно дека нашите граѓани се иселуваат и поради друго, но примарното иселување беше поради екзистенција. Вие со 200 евра во текстилот или со 150 или со 350 ако сакате во ова. Ние го објаснуваме и го прифаќаме земањето бугарски пасош од економски причини за да работат во Европска унија. Тоа башка е со пасошите. Сакам да кажам нашите сега и со македонски пасоши отворени им врата да работат таму. Значи и сега после толку години самите тие еве и вчера на некоја дебатна емисија, пред тоа овој што е председател на работодавачи или како се вика од текстилната индустрија, вели да треба да се минималната плата да се качува за прв пат. Критикува е првото качување, додека кој беше пример заедно. Првото поголемо, па и ова второ сега. Но сега самите велат треба да се качува затоа што стане безработници. Значи на време требаше, мисли не може може. Тие семени бизниси да купиш Бентли за себе и за синот, нели? Семениот бизнис, а работниците ти бегат и ти викаш немам работници. Значи малку мисли на социјалата на тие луѓе. Ако сакаш да ти тера бизнисот, нели? Сите теории за човечки ресурси и фактот дека стопанските комори со нивните членови, со бизнисите
и одржуваат економски оваа држава и социјалата. Се е то точно. Но од друга страна, па ако нема влада, government, како викаат, ако нема кој да управува, кој да инвестира, кој да гради автопатишта, кој да го подобрува транспортот, не знам, условите за работа, па и тие неке може да работат. Така што тој комплот треба да седна заедно, секој да си го најде своето место, а не да се прави поголем папа од папата или поголем калиф или да биде калиф наместо калиф. Сите анализи укажуваат дека современиот бизнис, денешниот бизнис и времето во кое што живееме укажуваат дека инвестицијата во човечки ресурси апсолутно се враќа. Вие да добиете инженер, да добиете возач, да добиете доктор, да добиете учител, се тоа инвестиции во кои што вие... Младеновски, гледајте што се случува на едно радио, слушам Сабајле, нели, програма, постојано иде, да не ја спомнам компанијата, странска компанија оде во зоната во Бунарџик, во Скопскава зона, кај Илинден, некај Петровац, бара работници и вака отприлике огласот. Бара работници, тоа е еден месец се врти огласот. Бара работници, тесари, заварувачи, и тоа вели, и не знам уште кои професии, за нечески, и вели со или без работно искуство. Значи, дури бара и неквалификувани да ги квалификува за одредена работа, да ги обучи за да работат. Значи, до тој степен дојде Македонија. Нека одговори стопанските комори, нека одговорат на овие прашања зашто си заминаа работниците. Не само коморите, ова е прашање и самите работодавачи. Сакам да кажам, па они се таму, членови работодавачите се имат и различни интереси и таму. Не се сите исти. Сакам да кажам, во коморите се членуваат бизнисмени. Тие нека одговорат зашто им избегаа нивните работници, не други работници. Дали некој со 2000 евра, ама не можел да издржи бизнисот. Па сега многу бизниси пропаѓаат, се раѓаат нови. Да го завршиме овој разговор со еден пример ќе го дам, прочитан, мислам, далечната 2007-2008 година, кога беше тогашната криза. Голема светска автомобилска компанија, соочена со кризата и со пласманот на возилата и воопшто со финансиската криза која беше карактеристична во светот, за да не ги отпушти работниците, им понудува договор секој од нив да купи возило на лизинг систем за 5 години. Фактички да се извлече економски. Самите се купат возилото. Има разни методи. Апсолутно овој пример ја спасува таа компанија. Да, но што се случува со, го гледам овој представникот по телевизии, не се симнува последниве денови околу работниците за автопатите, дали ќе се увезуваат работници, нема да се увезуваат, ќе доаѓаат, не доаѓаат странци и така натаму. Ќе останале без работа македонските градежни работници. Па ние немаме веќе градежни работници. Прашате било која градежна фирма, тој е председател на комерата, дали може да најде мајстори, тесари, не знам, зидари, малтерџи. Да опреми цело градилиште со сите. Или овие што управуваат со механизација, туку и таму нешто ќе најдат помали фирми. Не може да најде. И кој ќе ги граде автопатиштата? Нека ги вратат нашите што отидоа по Германија, Холандија, Словенија, не знам, Хрватска. Господин Иванов, ви благодарам за гостувањето. Јас ви благодарам, простите на грубоста. Не, јас прифаќам фер плей, како што велате во времето на феудализмот, за двобој ја фрлале ракавицата. Јас сега ставив ракавици да се одбранам малку. Добро, само водите сметка како Пушкин завршил, па вие видите. Почитувани гледачи, беше ова Зоран Иванов, новинар, драг мој колега, со кого често разговараме во рамките на Слободна ТВ на Утрински печат за теми поврзани од актуелното македонско општество. Се надевам дека утре ќе имате исто така динамичен и коректен информативен ден. Ви благодарам за вниманието.